Следното прашање доаѓа од Билјана и прашува: Јосиф, најчесто се зборува за вежбање, слабење, ситуации со дигестија и слично, но што е со мозокот? Кои се начините и храната да го одржуваш во добра кондиција? Билјана, прашањето ти е супер и да, често зборуваме за многу можеби моментални проблеми и поради кои што на луѓето им прават паника, од типот најчесто можеби зборуваме да за губење масти, слабење, бидејќи тоа е број 1 проблем и последица на неправилните животни навики, но во секој случај мозокот е компјутерот на нашето тело и практично би требало да размислуваме во каква здравствена кондиција го одржуваме и него. За мозокот не знам колку си запозната, но огромен дел од мозокот е вода, огромен дел од мозокот се масти и огромен дел од мозокот се кардиоваскуларни крвни садови, односно капилари, артерии и вени, кои што доколку би ги растегнале, би ги извадиле од мозокот и би ги растегнале, би стигнале некаде до 160.000 километри должина. Тоа е многу кардиоваскуларна маса и должина и доколку зборуваме за мозокот, првите 3 работи ти се јасни, тоа значи доволно вода. Второто значи дека треба да одржуваме добро здравје на кардиоваскуларниот систем и трето доволен внес на масти, особено на омега-3, така да доколку би издвојувал типови на хранливи вредности кои што се добри за здравје на мозок, на прво место би рекол омега-3, на второ место би ставил лутеин, тоа е една состојка која што е важна за здравјето на мозокот. Најмногу ја имаш во спанаќ, во келј, во авокадо. На трето место би ставил флавоноиди можеби, кои што ќе ги најдеш во какао, во темни црни чоколада. Така да има, антиоксиданси се исто така многу важни за мозокот и повторно, целокупната добра исхрана, физичката активност, особено кардиовежбите се добри за мозок и се разбира справување со стрес, можеби јога, медитација, можеби вежби за мозок, решавање на крстозбори, читање на книги, учење на јазици нови, се нешто кое што придонесува за мускулот наречен мозок да се развива добро и да се одржува во добра кондиција.